Период между X и серединой XV века был временем постепенного сужения границ Восточной Римской империи и падения политического значения византийского Василевса. Для христианской церкви на Востоке это было время тяжелых испытаний, вызванных как крестовыми походами, так и завоеваниями турок-сельджуков. При этом часть христианского населения проживала на землях, завоеванных арабами. Првата половина од второто илјадолетие за Византија била обележана со разновидни ренесанси во литературата, науката и уметноста. И црквата, без оглед што надворешно била притеснета, продолжила да живее напрегнат литургиски, богословски, аскетски и светотаински живот. Еден од главните духовни центри во Византија во тоа време бил Атон. Атонскиот полуостров бил густо населен со монаси. Таму се подвизувале околу 3000 монаси од различни националности. Карактерна особина на Атон во текот на 1000 години е тоа што тој представува конфедерација од машки манастири, обединети со еден устав. На Атон е забранет пристап за жени. Такой порядок начал складываться на Афоне уже при святом Афанасии Афонском, основателе Великой Лавры, носящей его имя. Характерной особенностью монастырей Афона был и остается их интернациональный характер. С X века грузины получили в удел Иверский монастырь, а с XII века русские владели Пантелеимоновым монастырем, болгары – монастырем Заграф, а сербы – монастырем Хиландар. Во 13 век Атон бил центар на монашко движење кое се нарекува исихазам. Еден од главните аспекти на исихазмот станало запазувањето на Исусовата молитва. Монасите на Атон, следејќи го заветот на апостол Павле, молете се постојано, разработиле начин на постојано кажување на кратка молитва. Господи Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме мене грешниот. Со таа молитва монасите се молеле по цел ден, дури и додека извршувале други работи. Освен тоа, на Атон се применувале некои посебни методи кои на монасите им помагале да се концентрираат на содржината на молитвата. Суштината на тие методи е опишана во написот Метод на свештено внимание и молитва. Кога сам ке седнеш во аголот тивка келија, затвори ја вратата на умот и вознеси го својот ум од се што е суетно. Потоа, откако ќе ја потпреш муцката на градите, насочувајќи го телесното око со целиот ум во средината на стомакот, тоест кон папокот. Контролирајќи го дишењето, за да не дишеш често, внатре најди го местото на срцето. Прво таму ќе најдеш темнина и непрониклива преграда, но трудејќи се со молитвата постојано, деноноќно, ќе најдеш, о чудо, постојана радост. Зашто, кога умот ќе го најде местото на срцето, тој среде срцето ќе види воздух, а себе ќе се види осветлен со божествената светлина. В XIV веке в Византии возникли споры вокруг этого метода молитвы, а также вокруг учения исихастов в целом. Главными действующими лицами в спорах были афонский монах Григорий Палама, впоследствии ставший архиепископом Фессалоникийским, и монах Варлаам Калабриец. Варлаам высмеивал опыт афонских монахов, презрительно называя их «пуподушниками», так как если бы они считали, что душа человека находится у него в пупке. Он высмеивал тот опыт созерцания божественного света, который на протяжении веков был характерен для монахов-исихастов. Во одговор, Григорий напишал 3 трактати со наслов «Во одбрана на оние што свештено тихуваат». Тој настојувал на тоа дека молитвата не е само умствено дело, туку и телесно дејствување што го опфаќа целиот човек,
вклучително умот и срцето, душата и телото, видот и дишењето. Според учењето на Палама, телото е орудие на душата, а телесниот орган во кој е локализиран човековиот ум е срцето. Ако умот за време на молитвата се наоѓа надвор од телото, како што препорачувале противниците на исихазмот, тогаш умот никогаш нема да може да постигне внимание и концентрација, туку секогаш ќе биде расеан. Умот слегува во срцето со помош на дишењето и заедно со дишењето. Друга точка по која Палама одлучно настапува против Варлаам е проблемот за богопознанието. Варлаам тврдел дека Бог воопшто не е достижен, но Григорий богословски го заснувал поимањето на Бог како истовремено недостижен и достижен. Еден од патиштата за објаснување на тој парадокс на источно-христијанската традиција служел поимот за дејствата, тоест енергиите Божји, кои се разликуваат од Божјата суштина. Ако суштината е невидлива, енергиите можат да бидат видливи. Ако суштината е неименлива, енергиите можат да бидат именувани. Ако Божјата суштина е недостижна, енергиите може да бидат достигнувани со разумот. Со името на Свети Григорий е поврзана интересна страница од историјата на односите меѓу христијанството и исламот. Околу година време, Палама поминал во турско заробеништво, каде имал можност да разговара со највисоките представници на турската држава. Освен на богословски теми, разговарале и за текот на светската историја. Муслиманите ја сметале за Божји благослов нивната воена надмоќ над византијците. Сепак, според Григорий, воената надмоќ не може да биде критериум за вистинитост на некоја религија. Религија не смее да биде наметнувана со сила. Во тоа што христијанството е религија на слободата, Палама го гледа незиното надвишување над исламот, како што му објаснил на својот соговорник во некој разговор. Иако Мухамед, тргнувајќи од исток како победник, стигнал до запад, тој победувал со војна, со меч, со грабежи, со поробување и убивање луѓе. Од сето тоа, ништо не може да биде од Бог кој е добар, а учењето на Христос, макар и да ги отварла речиси сите животни задоволства, ги опфатило сите предели на светот и без никакво насилство владее меѓу оние кои војуваат со него и дури торжествува над насилството. Между тем, границы Византийской империи продолжали сужаться, и полчища турок все ближе подходили к сердцу Византии, Константинополю. В надежде спасти Великую империю от неминуемой гибели, император Иоанн Палеолог отправился на запад, где заключил унию с Римом. Об этом мы подробно говорили в предыдущем фильме. Општото расположение на византијците непосредно пред падот на Византија било изразено со зборовите на византискиот адмирал Лука Нотарас. Поарно да видам во градот како владее турска чалма, отколку латинска тиара. 14 години по склучувањето на Флорентинската унија и 3 години откако таа унија била осудена на Константинополскиот собор, престолнината на Византиската империја паднала во рацете на турците, а на Лука Нотарас и на неговиот 14 годишен син по заповед од султанот им биле отсечени главите. Византиците ја подпишале унијата во Флоренција со надеж дека од латините ќе добијат воена помош. Сепак, помошта била ограничена на испраќање на 3 галии од Женова со неколку стотици доброволци, кои впрочем храбро се бореле заедно со византијците. Освен тоа, во Константинопол бил испратен кардиналот митрополит Исидор, истиот кој во име на Руската црква ја подпишал унијата, а потоа со срам бил изгонет од Москва. Нему императорот му дозволил да служи во храмот Света Софија. Когда в апреле 1453 года турки начали осаду Константинополя с суши и с моря, их войско превосходило по численности византийскую армию в 20 раз. Тем не менее, осада города продолжалась 7 недель. В ночь с 28 на 29 мая в храме Святой Софии было совершено последнее христианское богослужение. А вечером 29 мая город был взят турками.
Последний византийский император Константин XI Палеолог погиб при обороне города. Храм Святой Софии был превращен в мечеть. Освојувањето на Константинопол било проследено со 3-дневен грабеж. При тоа, турците со дозвола од султанот убивале и ограбувале кого што ќе посакале. По заповед од султанот биле убиени некои представници од благородништвото и црковниот клир, меѓу кои кардиналот Исидор. Многу цркви биле ограбени и осквернети. На Константинополскиот патриаршиски престол, по иницијатива на Мехмед II, бил избран учениот монах Генадий Схоларий, одлучен противник на Унијата. Нему Мехмед II, како што правели и византиските императори, лично му го врачил патриаршискиот жезол. Генадий станал поглавар на Милет, како што се нарекувала автономна малцинска заедница во Турската империја. Султанот му дал на патриархот грамата и ферман, со што добивал права на духовен и световен поглавар на христијанското население во Османлиската империја. Влијанието на Константинополскиот патриарх меѓу христијаните во империјата не само што било зачувано, туку било и зацврстено, заради тоа што патриархот добил од султанот не само црковна, туку и некој вид политичка власт. Во основата на религиозно-политичкото уредување на новата империја бил поставен принципот на соединување на духовната и световната власт во една личност. Принцип кој бил специфичен за исламскиот свет. Турскиот султан, како апсолутен монарх и истовремено религиозен лидер на империјата, дел од своите ингеренции му предал на Константинополскиот патриарх. Патриархот станал посредник меѓу султанот и христијанското население. Де факто, патриархот бил принуден да врши функција како спроводник на волјата на султанот, што му давало некои привилегии во Османлиската империја, но го лишувало од секаква власт надвор од незините граници. Во текот на неколку векови, судбината на Константинополскиот патриарх била нераздвојна од судбината на Османлиската империја. Хотя христиане по воле султана получили определенное место в структуре турецкого общества, вскоре стало ясно, что христианство воспринимается как второразрядная религия, а христиане – как граждане второго сорта. Они платили высокие налоги, носили особую одежду, церкви была запрещена миссионерская деятельность, а обращение мусульманина в христианство рассматривалось как тяжкое преступление. За да го добие правото да стапи на должност, патриархот морал да му плати на султанот огромна сума пари. И како правило, патриарх можел да стане оној кандидат кој можел да плати повеќе. Затоа султаните имали интерес што почесто да ги менуваат патриарсите. Исто така причини за честите смени на патриарсите биле внатрешните несогласици во Константинополската патриаршија и борбата за патриаршискиот престол. Освен тоа, секоја нелојалност во однос на турскиот режим била сурово казнувана. Како резултат на тоа, од 159 константинополски патриарси во периодот од 15 до 20 век, 105 мина биле сменети од турците, 27 мина биле принудени да се откажат од престолот, 6 мина биле убиени, а само 21 од нив умреле со природна смрт. Еден ист човек можел да стане патриарх и да биде отстранет по неколку пати. По освојувањето на Константинопол, турците ги продолжиле освојувачките походи, при што биле поробени древно православни земји. Во 1459 година Мехмед II ја освоил Србија. Наскоро во состав на Османлиската висока порта се нашле Александриската, Антиохиската и Ерусалимската црква. Древните источни патриаршии, за разлика од српската, не биле укинати. Сепак, фактички биле зависни од Константинополската патриаршија, која била единствена глава на православната црква во Османлиската империја, призната од државната власт. С турецким завоеванием связано постепенное ослабление
афонских монастырей и угасания на Афоне традиции исихазма. Хотя турецкие султаны покровительствовали Афону, самоуправство мелких чиновников, высокие налоги, которые вынуждены были платить монахи, а также пиратские набеги, все это не способствовало процветанию Святой горы. Турските освојувања во голема мерка го парализирали интелектуалниот живот. Развојот на православното богословие бил запрен. Главна задача за црквата била да преживее и да ја зачува својата традиција. Тоа било неопходно не само заради постојаното угнетување од муслиманите, туку и заради повремените обиди од латинскиот запад, источната црква да ја потчини на Рим. А што се случувало на запад по Фераро-Флорентинскиот собор и по падот на Византија? Католичката црква продолжила да го живее својот живот се повеќе оддалечувајќи се од православната црква. Таа доживувала период на голем раскол, кога освен папата во Рим, постоел и друг папа, со резиденција во францускиот Авиньон. Со соборот во Констанца, во 1410 година, завршил тој раскол, така што Авиньонскиот папа бил прогласен за антипапа, а уште повеќе била утврдена власта на римскиот понтифик. Во 16 век Западот го потресло движењето што го иницирал монахот Мартин Лутер и кое подоцна било наречено реформација. Лутер настапил против врвната власт на папите, но и против повеќе верски учења на католичката црква. Протестантското учење опфатило голем број верници, го поддржале германските кнезови и се проширило низ цела Европа. Ответом Рима на вызов протестантизма стало дальнейшее укрепление папской власти и окончательное придание ей сакрального статуса. В 1870 году на Первом Ватиканском соборе был принят догмат о непогрешимости папы, когда он излагает учение церкви. Таким образом, авторитет папы был окончательно поставлен выше авторитета собора. Новата догма не ја прифатиле сите католици. Дел од епископите што не ја прифатиле таа догма се одделиле од католичката црква и формирале самостојна црковна структура наречена Старокатоличка црква. Во текот на вековите, римските папи се обидувале на различни начини да го присоединат православието. Еден од таквите обиди да се склучи унија бил направен при крајот на 16 век во Полско-Литовското кнежество. Водачите на кнежеството, кои биле католици со латински обред, го помагале ширењето на католицизмот и ги скратувале правата на православните. Се вмешувале во внатрешниот живот на православната црква, назначувале и отстранувале епископи. Некои ерарси кои барале поголема независност од светската власт, излез од состојбата, гледале во склучување унија со Рим, што би им дозволило без пречки да вршат богослужба според источниот обред. Во 1596 година во Брест се одржал црковен собор на кој било решено да се стапи во унија со Рим. Противниците на унијата, предводени од кнезот Константин Острожски, свикале свој собор на кој унијатите биле осудени. На 10 октомври пак, унијатски собор ги осудил противниците на унијата и се обратил до кралот Сигизмунд III со молба нивните епархии, манастирите и храмовите да им бидат предадени на унијатите. Потоа започнало систематско уништување на православието во полско-литовските земји. Центри на отпор против унијата во тој период станале монашките и световните братства. Еден од главните борци за унијата во првата четвртина од 17 век бил полоцкиот унијатски архиепископ Јосафат Концевич. Неговата трагична историја е едно од многобројните сведоштва за взаемна омраза меѓу православни и унијати. Кога добил од кралот грамата да ги подчини под своја власт сите православни манастири и храмови, Концевич барал сите свештеници на епархијата да ја прифатат унијата.
Концевич не само што ги одземал храмовите на православните, туку и забранувал да се врши православна богослужба во приватни домови и колиби, а непокорните свештеници ги апсел и ги затворал. На 12 ноември 1623 година Концевич бил зверски убиен од жителите на Витебск. Неговиот труп бил искасапен и фрлен во реката Двина. На убиството на Концевич кралот одговорил со сурова казна. 19 граѓани биле обезглавени, 100 други граѓани кои успеале да избегаат, исто така биле осудени на смрт. Папата Урбан VIII, не знаејќи дека казнувањето веќе започнало, во писмо од 10 февруари 1624 година барал да бидат казнети виновните за убиството на Концевич. Суровоста на убијците не смее да остане неказнета. Таму, каде што тоа толку тешко злосторство бара бичи Божја одмазда, проклет нека е тој што ќе го штеди својот меч од крв. Во 1643 година папата Урбан VIII го прогласил Концевич за блажен, а 1867 година папата Пий IX го прогласил за светител. В мемуарах графа Михаила Толстого есть рассказ о том, как в середине XIX века один католический архиепископ посещал Москву с дипломатической миссией. Митрополит Московский Филарет тщательно подготовился к этому визиту и запер в Успенском соборе Московского Кремля все раки с мощами святителей, чтобы архиепископ не прикладывался к ним. Впрочем, гость и не собирался этого делать. Он вошел в Успенский собор, молча осмотрел его и вышел. Когда его спросили, почему он не поклонился мощам святителей, он ответил: «Не могу же я поклоняться святыням вашей схизматической церкви». Таквите расположенија преовладувале во римокатоличката црква до средината на 20 век. Дури на Вториот Ватикански собор, инициран од папата Јован 23, тој однос бил преразгледан. Соборот се одржувал со прекини од септември 1962 до декември 1965 година. Во работата на соборот учествувале 3058 епископи и настојатели од монашки редови. Имало и световни луѓе, наблюдувачи од православни цркви и представници од дипломатски корпус. Соборот ја признал православната црква за спасителна, а светите таинства што се вршат во неа за благодатни. Признавањето на светите таинства сепак не означувало автоматско соединување на православната црква со римокатоличката црква. До денес се уште трае поделбата што се случила во 11 век. Во денешно време, римокатоличката црква е најбројна црква во христијанскиот свет. Во 2009 година, во светот имало околу 1 милиарда 166 милиони католици. Официјалниот богословски диалог меѓу католичката и православната црква започнал во втората половина од 20 век. Во тој диалог се разгледувале многу прашања по кои меѓу двете конфесии постојат несогласувања, како на пример за улогата и значењето на римскиот епископ. Во современата католичка црква се осознава вината за неправдите што и ги нанела на православните. Католиците и официјално ја оцениле унијатската политика како погрешна. Во документ заеднички подпишан од православни и католици стои забележано дека обидите што се правени во минатото за востановување на единството меѓу источната и западната црква со помош на Унија само ги продлабочиле постоечките поделби. В июне 2004 года Папа Римский Иоанн Павел II извинился перед патриархом Константинопольским Варфоломеем за захват Константинополя крестоносцами. Ранее, в 1965 году, Папа Павел VI и патриарх Константинопольский Афиногор сняли взаимные анафемы, наложенные в XI веке
кардиналом Гумбертом и патриархом Михаилом Керуларием. Оба эти события, так же как и осуждение унии, свидетельствуют о желании перевернуть мрачные страницы в истории православно-католических отношений и начать эти отношения с чистого листа.